чисто политичко, да кажеме, обвинување и напади на самите пресконференции, ти секој ден се држат. И сега граѓаните се во заблуда сега. Јас се сложувам делом со Како вас, нема, меѓутоа никој не процесира ништо ако таму има. Ова што се случува е вршење на криминални действија пред камери, бидејќи седниците на Советот на општина Куманово одат во лајв, одат во живо. Ние затоа преку нашата советничка група многу ревносно, многу гласно, многу искрено реагиравме да не се гласа од страна на советниците на ВМРО-ДПМНЕ, советниците на партијата Знам, со подршка од неколкуте советника од ДУИ, бидејќи станува збор за еклатантно кривично дело, тргување со влијание, односно злоупотреба на службена должност, каде за неколку дена близок роднина на градоначалникот прави профит од фантастични 350.000 евра. 350.000 евра е огромна сума на пари, меѓутоа, впрочем, и не е битна сумата, износот. Битно е и 35 евра, ако ги стекнеш на нелегален, на криминален начин, да одговараш. А тука станува збор за еклатантно кршење на една постапка, односно основано сомнение за кривично дело, кое што се одвива пред јавноста, пред очите на кумановци и пред очите на целокупната македонска јавност. И тука нема да застанеме како политичка партија да биде ова можност за ефтина политичка пресконференција, која што, условно кажано, со некој народски жаргон да пукаме ќорци во однос на Максим Димитриевски, туку напротив ќе бараме институциите да реагираат и при тоа ќе поднесеме и соодветни наши пријави до јавното обвинителство, бидејќи ова мора да излезе на виделина, мора да биде казнет секој еден што се огрешил со законот, а пак ќе повторам дека ова се случува пред очите на јавноста и тука не знам што ќе има потреба да се чека и да се калкулира и дали да се поведе постапка или не. Јас верувам во јавното обвинителство, верувам во институциите на системот, дека еве нели после сите овие години на некоја мизерна доверба од 2% во целокупниот правосуден систем сме согласни сите, и власта, и опозицијата, и граѓанскиот, цивилниот сектор, граѓаните на нашата држава, дека работите треба да се мрднуваат од мртва точка и еве добра можност, шанса да се докаже на дело. Добро.